Здраво, дечиња! Јас сум учителка Сања, воспитувач во детската градинка 13 ноември во Скопје. Денеска во нашата занимална ќе се запознаеме со неколку видови на домашните птици. Знаете ли вие што се тоа домашни птици? Да, тоа се животни кои што имаат крилја и кои што живеат во селскиот двор. Човекот ги чува за јајца, пердови, но и за месо. Но често пати кога шетаме во нашата зоолошка градина, можеме да видиме по некоја домашна птица и таму. Но сепак, тие повеќе сакаат да живеат таму каде што се чувствуваат слободни, а тоа е на село. Денес ќе се дружиме со Сара и со Стефан. Па да слушнеме што тие разговараат меѓу себе. Може? Внимавајте! Уф, Сара, да седнеме малку. Се изморив од пешачење. Леле, Стефан, колку време пропешачивме, па не работевме во градината. Ајде малку да се одмориме, ама може да подишеме од овој убав чист планински воздух. Сакаш? Ајде, да се подготвиме. Земи длабоко воздух. Ах, Стефане, колку обожувам што сум на село. Колку сакам да го дишам овој чист, миризлив, прекрасен планински воздух. Да, Сара, вистина е така. Вчера читав една интересна книга за домашните птици. Таму пишуваше дека тие се единствените животни кои што место влакна имаат пердови. Мислиш дека е навистина тоа? И јас, Стефан, читав една книга, ама во мојата се раскажуваше за дивите птици. Да, вистина е. Тие се единствените животни кои што имаат пердови. Знаат да летаат, пливаат, нуркаат под вода, па дури знаат и да се тркаат. Чекај малку, Сара. Во мојата книга не пишуваше така. Во мојата книга пишуваше дека домашните птици не можат да летаат и дека за нив мора да се грижат луѓето и да им прават живеалишта и кокошарници. Леле бре, Стефане, знаеш ли ти, Стефане, што се тоа домашни птици? Па знам. Па тие се птиците кои што ги чуваме дома. Стефане, ќе ги оставиме птиците за дивите птици за некој следен пат, а денеска ќе научиме нешто повеќе за домашните птици. Може? Ајде, Сара, може? Ајде. Еве види. Ете кокошка, Сара. Леле, Стефане. Не е тоа кокошка, туку е петел. Па добро де, петел кокошка, исто е. Леле, Стефане, ти не си научил ништо за домашните птици. Еве сега јас ќе ти објаснам. Петелот е машко и кукурика рано наутро, а кокошката е женско и кокодака. Нивното малечко се вика Пиле. Петелот го чува кокошарникот со сите кокошки и пилиња кои живеат во него. Тој има убави шарени пердови и поголема кикиритка на главата од кокошката.
Ова е интересно. Одиме, Сара, понатаму. Друга домашна птица е мисирката. Погледни ја добро, Стефан. Таа е шарена, а вратот е обвиткан како со црвено шалче. Погледни, има и бели мисирки, но сите имаат црвен врат. Мисирката снесува поголеми јајца од кокошката и од нив се испилуваат малите мисирчиња. Ај, Сара, а таткото сигурно се вика Мисир. Токму така, Стефан. Машкото се вика Мисир. Ајде, Сара, нестрплив сум. Кои други домашни птици постојат? Сакам да знам. Ајде. Еве, Стефан, ова се гуска и патка. Тие се две другарки. Тука се домашни, но тие може да бидат и диви. Како е тоа, Сара, возможно? Како може да бидат и питоми, и диви? Може да здиват? Не, Стефан. Туку може да живеат и во дивината без помош на човекот. Сара, тоа е исто како приказната за грдото пајче. Токму така. И гуската и патката имаат нозе како пераи и може да пливаат во водата. Тие се големи птици и може да живеат во големи семејства. Но што е најмажно, тие многу се сакаат. Еве, например, таткото гусак не дозволува на никому да му се приближи кон малите гусчиња. А таткото патор ги чува своите патчиња додека пливаат во водата. Леле, Сара, колку убава книга! Денес научивме многу работи за домашните птици. За кокушката и петелот, за мисирката, гуската и патката. А вие, другарчиња, дали научивте нешто повеќе за домашните птици? Тие се птици кои што живеат заедно со човекот во селскиот двор, но и меѓусебно си помагаат. Знаете како? Човекот се грижи за нив, ги храни, им подготвува живеалишта, а додека пак тие му возвраќаат со тоа што му снесуваат јајца, му даваат пердови и месо. Ете така. Сега може малку да се одмориме со една интересна математичка игра. Верувам, другарчиња, дека секој од вас знае да брои. Па ајде да се провериме што запомнивме од фотографиите кои што ги видовме претходно. Дали сте подготвени? Ајде. Колку пилиња има на сликата? Точно така. 1. Колку кокошки има во селскиот двор? Така е. 2 кокошки. Одиме понатаму. Колку мали гусчиња шетаат на патеката? Ајде да ги изброиме. 1, 2, 3. 3 мали гусчиња. Колку мајки гуски одат покрај нив на патеката? Ајде заедно да ги изброиме. 1, 2, 3 и 4. Така е, другарчиња, браво. Одиме понатаму.
Дали сте подготвени? Колку мали патчиња пливаат во водата? Ајде, уште еднаш заедно да ги изброиме. 1, 2, 3, 4, 5. Браво, другарчиња! Ете, повторивме и успешно избројавме се што има на сликите од 1 до 5. А сега малку може да здивнеме. Може? Ајде сега малку да се одмориме. Доста работи научивме денес. Сега заедно ќе дишеме. Следете ме мене, а следете ја и линијата на вашиот екран. Може? Ајде. Вдиши, задржи и издиши. Вдиши, задржи и издиши. Вдиши, задржи и издиши. Вдиши, задржи и издиши. Ете така, се надевам дека се одморивме и малку се релаксиравме. Дишевме и направивме една звезда. Затоа, ова дишење ќе го наречеме звездено дишење. А сега сакам да ви раскажам една кратка приказна низ песна. Во неа се работи за 5 мали патчиња кои што биле многу неразбрани и не ја слушале нивната мајка. Се надевам дека ќе се потсетите на песничката и дека веќе некои од вас добро ја знаат, а ако не, многу брзо ќе ја научите. Песничката ја напиша две прекрасни граци, Тања Бајрактарова Веда и Андријана Јаневска. Да слушнеме. Ете така, другарчиња мои, се надевам дека
Се подсетивте на песничката, се надевам и дека ја заигравте. Можете да ја научите. А сега е време веќе да завршиме со нашата денешна средба. И имам еден предлог за вас. Заедно со вашите родители, за да не ви биде злодевно, можете да направите живеалиште за кокошките. Еден кокошарник. Ке ви биде потребно една картонска кутија, неколку боички и други хартии во боја. Потоа, бидејќи сега имаме многу гумени ракавици, можете една да надувате како балон и да ја декорирате и да ја направите како кокошка. На неа можете да залепите пердувчиња и друг креативен материјал кој што ви се наоѓа по дома. Ете така. За денес е готово. Се надевам ќе се видиме во некоја следна прилика. За сега, довидување.